денеска продолжија протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денеска се протестира во 21 град. Голем број интелектуалци, спортисти, професори и јавни личности досега дадоа поддршка, меѓу нив и капитенот на ракометарите Кире Лазаров. Пред собранието е Весна Велкова Тодоровска. Весна, какви пораки вечерва беа упатени од протестниот марш во Скопје? Да, бити, значи, пред малку заврши протестот овде пред собранието, инаку започна во 17 часот пред владата, тргна наваму на кај собранието и, како што реков, пред малку заврши. Граѓаните, значи, со поддршка за иницијаторите за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, каде што упатија и неколку пораки овде пред владата. Да ги слушнеме граѓаните. Па да го зачуваме интегритетот на Република Македонија, да немаме никакви проблеми, да се разрешува на мирен начин, како што секојаш ВМРО знаело да го разреши, и целосна поддршка даваме на председателот на Република Македонија. Се знаеше Али Ахмети со кого правеше влада. Сега ни останови малцинство. 18 пратени ќе не малтретират цело време. А не да гледат колку луѓе има на улиците секидневно. Јас сум 75 години, па сум дошол да зачувам унитарноста на Македонија. Заради платформата на партиите, на албанските партии, што ја дадоа за составување на влада и одбрана на државата, за тоа сме дојдени тука. Да даеме поддршка за единствена Македонија, за еднојазична, за напредна Македонија. За државата, за Република Македонија, да ни остане вечна и исклучително не е двојазична, двонационална, него да си остане една. Да, тоа беа само дел од пораките на граѓаните пред владата, каде што започна протестот со пеење на македонската химна од страна на оперскиот пеач Дурловски. Таму се обрати и еден од организаторите на иницијативата, на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, и Богдановски, во кој рече дека треба да се отфрли платформата од Тирана и треба да се создаде нова платформа овде во Македонија. Да ги слушаме пораките. Сите ние, кои што сме за заедничка Македонија, бараме безусловно отфрлање на платформата направена во Тирана и бараме создавање на македонска платформа тука во Македонија, а не во странски држави. Тиранската платформа не е Македонија. Не смее мнозинството на македонците да се исклучат од одлучувањето во сопствената држава. За Македонија мора да се одлучува тука. Со тиранската платформа ќе се редефинира државата и затоа нема да им помине. Да, тоа беше Богдан Илиовски. Инаку протестите по 9 пат се одржуваат овде во Скопје. Вечерва тие продолжија во 21 град низ цела Македонија. Да ги слушаме од таму и граѓаните. Македонија е единствена наша, си ја сакаме. Секој што ја неќе, нека ја напуште, ако му е толку да дело до Македонија. Тоа малце ме чуде, како може со тоа совест да настапиш, рачунајќи, па погледни ги твоите предци, погледни твоите татковци, дедовци, што се македонци ли се? Да остане Македонија унитарна. За тие работи што не се обходни за нас, треба да останат за нас да бият, а не за албанците. Тие сега што сакаат да не делат, тие сега прават некои збрки, да не можеме ние да излеземе на крај со нив. Меѓутоа народот е тука и народот што ќе каже тоа е. Па испраќам само една порака, да ја зачуваме унитарноста на Република Македонија, пошто Македонија не е на македонците и на албанците, Македонија е земја и држава на сите граѓани кои живеат во неја.
се грозам од помислата дека некои луѓе си прават бајрам околу, дека сакат да продават земја, да менуват јазик, да менуват химна, знаме и така натаму. Тоа е испод секоја чест. Ајде, забавете малку. Забавете малку. Почитувани световчани, пред се, дека нема да му попуштиме повеќе. Ние овде кога се собираме, не да ги скврнавиме спомениците и спомените. Ние, битолчани, сме горди на фактот што и албанското писмо е создадено овде во Битола. И ние не сме оние кои ќе ги извалкаме спомениците. Напротив, ние сме оние кои ги градиме и се спротивставуваме на сите такви подметнувања и на сите такви провокации кои служат само за да ја запалат Република Македонија. Да одбраниме државата од овие непромислени работи. Ни го продаваат знамето, ни ја продаваат државата. Да се зачуваме Македонија. Да биде поубава Македонија, не вака да оди назад. Ете затоа. Ние старие се боревме, па са вие млади не давајте. За заштита на Македонија. За да одбраниме Македонија, за унитарноста на Македонија. Не сакаме промена на знаме, на име, на химна. Ние не припаѓаме на партиите. Ние сме граѓани обични, дојдени овде кога да си ја браниме сопствената држава. Платформата да се отврди, да има предвремени избори веднага. Да, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ја поддржаа многу глумци, пејачи и спортисти. Денеска ја поддржа и македонскиот ракометар Кире Лазаров на својот Facebook профил. Лазаров напиша да го зачуваме нашиот идентитет и интегритет, да зачуваме нешто што сме наследиле и е наша обврска и должност да го пренесеме на нашите идни поколенија, да го зачуваме она што е наше и што ни припаѓа. Лазаров ова го напиша на својот Facebook профил, уште напиша дека чувствува потреба како македонец да го сподели своето мислење пред целата македонска јавност. Ги почитувам сите граѓани подеднакво во Македонија без разлика на нивната верска, национална и партиска припадност. Значи ова е само дел од она што го напиша Лазаров на својот Facebook профил, кој денеска ги поддржа иницијативата за заедничка Македонија.